Добро утро и во мое име. Добре дојдовте повторно назад во вториот дел од утринската програма Нов ден. Секако знаете дека овој дел е резервиран за мојот денешен гостин за разговор на темата на денот и ово утро ви ветувам дека ќе имаме интересна содржина на која ќе поразговарам со него. Оваа тема се однесува, само можам да кажам, на оние читатели, на убавиот и пишаниот збор, на се она што може да се најде во книгите. Затоа останете со нас, првин следиме краток прилог како вовед за нашата денешна тема, па се враќаме назад во студиото. На 20 јуни во МКЦ во Скопје со почеток во 21 часот ќе се одржи промоција на книгата Дрво кое шепоти од Борис Митковски во издание на Антолог. Рецензент на книгата е Венко Андоновски. Ова е втора книга хаику поезија од овој автор, која што е во стилот на православно хаику творештво. Значи, кога еден човек, таков човек кој што љуби, значи му дава воздух на другиот кој што е љубен да дише. Значи, тоа е поента дека како секое дрво во материјалниот свет дава кислород на целата твар, не само на луѓето, така и човекот кој што е љубовен во Троица дава воздух на целиот нетварен свет, значи на нематеријалниот свет. Значи со секоја молитва, со секој подвиг, со секој двиг на љубовта во своето срце, ние даваме воздух или кислород да дише секоја твар. Значи тоа е поентата на дрвото кое што шепоти, значи хаику е јапонски книжевен вид. Тоа е поетска форма во 3 стиха кои содржат силни пораки низ кои се осознава суштината на постоењето и животот. Проблесокот, сознанието, зенот во зен-будистичка смисла на зборот се основните состојки на хаику поезијата, која најпрвен била пишувана од јапонските самураи. Значи јас овдека од таму ја наоѓам мојата идеја за творење на хаикуто, да не биде сега во зен сензибилитет, тука да биде во чисто ортодоксни вистини или во чисто ортодоксни хаику творенија. И значи тоа е подобната идеја, како што тие се надоврзале на нашите традиции, на нашата вера, на нашите основни вистини, принципи на вистината во нашата православна традиција, така и сега јас црпам интерес или инспирација од нивните традиции, ама да се сето спроведе во православна вистина, во православна доктрина. Борис Митковски е роден 1976 година во Куманово. Завршил теолошки факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Велико Трново во Бугарија и бизнис администрација во Калифорнија. Неговото прво дело, насловено како Патот, го достигнува рекордот на најпродавана хаику поезија во издавачката куќа Антолог. Ете така го погледнавме прилогот, сигурно веќе претпоставувате кој е мојот денешен гостин. Добро утро велам за Борис Митковски. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро. Како сте ова утро? Добро. Так. Од прилогот погледнавме што го подготви колешката едно кратко видување за хаику поезија, меѓутоа пред да поразговараме за поводот кој што вие сте денеска тука со нас, секако промоција на новата книга која што ја напишавте, Дрво кое шепоти. Најпрвен да споменеме околу тоа каде заврши Борис, што заврши, конкретно заврши на теолошки факултет. Да. Постдипломски, додипломски студии во Калифорнија. Еве сосема кратко, дали ти се занимаваш со тоа што го заврши или пак пишувањето хаику и поезија е некој вид на хоби? Значи, моментално уште не се занимавам со тоа што го завршив, али хобито или пишувањето на хаику поезијата ме исполнува, значи и у суштина повеќе се занимавам со творештво толку со тоа што го имам завршено. Така, ајде да првен да почнеме од тогаш кога почна да твориш. Ти споменавме тоа се некои средношколски денови. Да. Од каде идејата, односно мотивот или љубовта спрема ваков вид на поезија, да ни откриеш нешто повеќе околу тоа? Значи, првата моја средба со хаику поезијата е уште од 96-та ми се чини, кога познатиот сегашниот митрополит на Америка Методи Златанов ми ги даде првите хаику песни во Скопје, значи. Тогаш тој уште не знам дали беше во некој свештенички чин или само беше писател и многу попознат модерен поет кој што е светски познат. Ми се чини дека беше гитарист на мелодија или така нешто, понатамошно Анастасија, значи секој ја знае Анастасија Before the Rain и така.
Значи, он прв пат ми ги даде тие хаику песни и тогаш прв пат почнав да ги проучувам, да ги склапам и еве сега, значи, за прв пат ги имаме во една ваква книга тие такви идеи или така тој жан. Така, од таму и тргна се, може би, Да. љубовта спрема хаику поезијата тргна од него. Еве, да споменеме, од каде црпеш ти идеи, односно, каде се наоѓаш, за каков вид нешто, да споменеме повеќе, погледнавме во прилогот, меѓутоа, да споменеме повеќе околу ваквиот вид на поезија, од каде наоѓаш мотив и идеја за да пишуваш? Значи, првата идеја или првото нешто кое што го бара хаику поезијата е, значи, да имаш просветлување или просветувачки момент каде што ти го трогнува срцето и ти пишуваш нешто многу кратко, али кое што треба да читателот треба да реагира како со тродимензионална слика. Значи, он те сваќа, те чувствува и ти враќа со љубов или те разбира, се просветлува и самиот читател. Значи, тоа е хаикуто. Али хаикуто во минатите векови било зен-будистички сензибилитет, значи, или манир. Овдека јас покушав, или само правам една паралела, дека тој уметнички жанр може да се искористи во наши традиции. Значи, не во зен будистички манир, туку во ортодоксен манир. Значи, православен. Затоа и ми се чини дека за прв пат се наоѓа ваков ортодоксен стил на Поезија? хаику поезија во светот. Значи, немам до сега сретнато, колку имам книги прочитано, сите се на обичен манир или на обичен стил. И значи тоа е кое што за прв пат го наоѓаме во моите книги. Од каде идејата? Ево, од што црпиш конкретно ти идеја за да пишуваш? Значи, идејата е вака. Во минатиот век, кога императорот на Јапонија ги отпуштил самураите од својата гарда и вработил нормална војска со нормална полиција, тие биле во голема депресија или разочарани. Значи, во исто време во Јапонија, во Московската амбасада имало потреба од некој свештенослужител. И они повикнале, распишале оглас и од Москва дошол некој јеромонах кој што решил со име Николај, кој што решил да служи во јапонската Московска амбасада, руска амбасада. Тој почна да служи, го засакал јапонскиот народ и почна да проповеда на нивен јазик. Значи, ја превел Библијата на нивен јазик и има многу голем успех. Али во минатото тоа било забрането да се стават туѓи традиции во нивните домови. И, значи, некој кој што бил најревносен или некој самурај кој што имал, не знам, кендо, данови, не знам што, и решил да го убие. Од некој, не знам од кој клан, не знам од кој шогунат. Значи, отишол и покушал да го убие, значи, и паднал во несвест, значи, во безсознание, кога он решил во таков чекор, значи, да го направи тоа, во исто време он почувствувал дека се спојува со неговиот дух и видел дека сето негово сваќање за космички бог, за сето нешто се склопило во тој Николај, кој што подосна е канонизиран светител на православната црква, значи Свети Николај Јапонски, основач на таа црква. И значи, овдека он се буди и решава да биде православен. Не само православен, туку решава свештеник да стане и тој прави една традиција каде што оди проповеда по сите шогунати, сите кланови и моментално јапонската православна црква е православна самурајска црква. Од самурајски фамилии сите што служеле порано во гардата, сега служат на Бога како нашите свештеници. Значи, од таму и се следи целата идеја дека како самураите што се повржале на нашите традиции, да не се занемари нивното творештво или начин на нивното творештво, туку чисто да имаат поддршка од нас дека ние можеме нивното да го канализираме, како што Свети Климент Александрийски во минатото, во првите векови на христијанството, се што било александриско, он успел да го систематизира и да го направи во христијански православен дух. Значи, нивниот јапонски стил
напишување, на мислење, сето може да се систематизира и да се направи во православен стил. Значи не мора да се губи, него може да се канализира, да се направи на шареница. Тоа е познатата шареница на Свети Климент Александриски. Значи тоа е идејата, таму се црпе да, инспирацијата и значи тоа е. Така. Еве спомена ти дека во прашање Јапонија и јапонскиот јазик, дали може еве да се преведуваат некои книги од хаику поезија, да се преведуваат на други јазици, како што е тоа случај со многу светски книги кои што се на странски јазик, не се на македонски, може да се преведат, дали тоа е случај со ваков вид на поезија? Значи, мојата прва книга е преведена на англиски, значи, имаме. Ако мислите и за обострано, дали ние имаме многу преведено јапонски автори на наш јазик, али имаме и наши автори, како Владимир Матиновски, Никола Маџирев, Александар Којджиски, кои што се преведени на многу светски јазици. Значи, ние Македонија сме познати по хаику песни, али хаику, интересно што немаме православно хаику. Значи, немаме ортодоксно хаику и затоа интересно е, нели, моето хаику, ова хаику што го гледаме сега, значи, што го читаме, дека за прв пат се наоѓа во ваков стил и има и интерес и од другите. Значи, мислам, имам комуницирано со други, нели, како да кажам, не македонци, странски литерати и кои што кажуваат дека им се допаѓа, значи добар прием има и тоа е. Така. Еве конкретно, кој е твојот став околу ваков вид на поезија гледано во Македонија? Сепак постојат и одредена група на автори кои што се занимаваат поети со ваков вид на поезија. Дали е тоа доволно застапено во Македонија, има ли заинтересираност за да се пишува? За хаику поезијата да има значи и интерес, има застапено, нема кој млад љубител на книжевност не знае за хаику. Моментално има и хаику друштво во Скопје, има многу познати хаику автори. Секој кој што сака, кој што пишува, кој што, например, професорите Владимир Мартиновски, не знам уште кои, се имат опробано на хаикуто и значи доста успешно. Доста успешно и мислам дека сме познати по добар хаику, затоа што хаикуто во минатото во Јапонија, како што има кендо мајстор за пиење на чај, церемонија на чај, мајстор за калиграфија и мајстор за пишување, имало мајстор за пишување на хаику. Значи ти одиш и учиш мајсторство да пишуваш хаику, затоа тоа е било како занает, значи тоа е поентата на хаикуто, значи не може секој, него мора убаво да се усредоточиш и убаво да ги осознаеш тие сите начин на пишување, тежината, традицијата, мислењето. Така. Токму тоа сакав да те прашам колку еве да споменеме време е потребно за да напишеш хаику песна, дали начинот, односно патот за да го напишеш тоа е онака тежок и малку исцрплив? Значи хаику стилот на пишување па во еден момент може да се каже дека е тешко, али во друг момент може да се каже дека е лесно, кога се чувствуваш надахнат, значи кога се чувствуваш љубовно, кога се чувствуваш не знам како да ви објаснам, занесен во духот на нели на инспирацијата, на тој дух кој што те посетува, значи тогаш ти можеш да пишуваш хаику. Значи ако си начитан во јапонски стил, значи и го осознаеш својот стил, значи тогаш може да се дешава чуда или може да се најде себе си во таа инспирација, во тоа пишување, во тоа. Како да кажеме, е потребна некоја основа, баш онака добра да си имаш, да осознаеш токму за тој начин на пишување и таа култура и менталитет кој што постои во Јапонија. Значи вака, хаикуто постои во Јапонија многу долго време, значи, али интересно е што стилот и нивниот стил и менјањето во нашиот стил е, значи, интересот уствари овдека кој што ние го правиме.
Така. Значи, интересот е тоа да го видиш нивниот стил. Да, тоа е убаво, интересно, али странно за нас. Ние не мантраме, ние, значи, не губиме тој будистички стил во нашиот живот. Али и ги чувствуваш странно на еден момент, али многу љубовно, значи ги гледаш како нешто, како прагматизам, како Orient style или не знам како да кажам, али во еден момент кога ти ќе го претоциш тоа во твоја традиција, во твоја љубовна порука, во твое тло, во твоја традиција, тогаш ти уствари можеш и да се најде себе си, дека многу по-љубовно те ранува. Значи, по-љубовно си ја сакаш твојата творештво, твојата традиција, твојата инспирација, твојата, како да кажам, твојот стил. Така. Споменавме дека постојат, значи, голема заинтересираност кога станува збор за ваков вид на поезија во Македонија, но што кога е во прашање еве конкретно нашиот град и доаѓаш од тука, еве веќе втората книга излегува, ќе имаш и промоција, ќе споменеме каде и кога ќе се одржи. Постои ли еве конкретно во Куманово некој друг освен тебе кој што пишува и твори ваков вид на поезија? Ја мислам дека има, дека постои, али не сум се запознал лично, али мислам дека постои. Така, потребно ли еве, например, доколку постојат заинтересирани некои, еве, конкретно ако ти ги знаеш, да се отворат некои, да, како да кажеме, споменати во Скопје постои клуб да се изучува или да се запознава ваков вид на поезија, за да се прошири уште повеќе, затоа што е навистина интересна и не секојдневно да се чита. И јас мислам дека Куманово има потреба од такво друштво, затоа што во Скопје нели не може секој си дозволи да оди. Мислам дека треба да се дојде идеја, да се стави таа идеја дека може да се направи едно друштво за хаику, мајстори за хаику поезија и така. За хаику стилот. Так. Поводот споменав за кој што си ти денеска тука е да испромовираме, односно да ја најавиме и промоцијата која што ќе се случува, но пред тоа збор два повеќе да ни кажеш околу твојата прва книга, тоа е оваа книга Патот, која што издаде во 2013 година, тоа е твоја прва книга. Од каде мотивот, идејата за оваа книга, спомена како што те разбрав, ова е преведена, така? Зошто наслов Патот? Од каде? Значи патот или до, значи ако го гледаме јапонската традиција, јапонскиот стил, до значи патот. Значи ако ги сега разврземе врвките на до, значи ние гледаме будо. Значи тоа е патот на борецот. Так. Имаме се што е пат завршува на до. Значи за калиографијата имаме пак до, калиографи до. У таа смисла некоја е, значи буд до. Значи у смисла овдека патот е ставен за до, дека овдека кај нас до е ортодоксната хаику поезија. Значи тоа е главната инспирација или главниот момент каде што се наоѓа името на книгата до. Так, патот. Или патот. Так. Да. Колку песни има составено овде, ќе можеш подоцна нешто и да ни прочиташ од неа. Од колку песни се состои оваа книга? Значи ми се чини дека е 100 или 120. Так. 120. Тие се преведени на англиски и се пишувани, како да кажам, не во еден здив, али со љубов и така. Така, со љубов. Можеш еве веќе ја врати, можеш нешто и да ни прочиташ некоја твоја омилена овде што се наоѓа, доколку не е проблем за тебе да ни прочиташ. Од тоа е првата книга Патот. Бел тигар, моето дете го допира, а владиката се израдува. Значи, таа е поентата. Така, што друго ќе ни одмериш? Само малку, значи едно дете вгради ме опива. Синот на Марија ли е? Значи у таа смисла е. Тие се едни од псалтир, кандило и веќе си во покаяние. Цуд од среша, сакура и еве сме дома. Небесна кочија, луѓето во покорност, а ангелите расклинени околу престолот. Значи
ова е од првата. Така, сите оние кои што сакаат ваков вид на поезија може да ја добијат уствари оваа книга доколку ја имаат слушнато, затоа што таа ја издаде во 2013 година. Сега веќе кога ја издаде оваа прва книга, кажи ми нешто повеќе околу тоа, колку си ти задоволен, како помина оваа твоја прва книга, дали си задоволен од бројот на продадени книги, од заинтересираноста? Значи, првата книга, интересно да се спомне, имам податок дека за промоција на Антолог води рекорд за најпродавана книга на промоција. Тоа е првата книга. Втората сега ќе видиме, значи правиме промоција и добро пројде и на сајмот и добро и он е задоволен, значи тоа е и интересното за првата книга. За втората сега е нова, значи сега ќе видиме како ќе пројде и така. Така ќе споменеме нешто подоцна во разговорот. Ти преоѓаат ли еве конкретно можеби некои од твоите блиски или некои луѓе што не ги знаеш, што ја прочитале оваа книга, односно оваа хаику поезија и ти упатуваат коментари позитивни или негативни за содржината и за она што е составено овде? Колку тоа ти сигурно ти влијае добро на тебе и ти позитивните коментари се секогаш добре дојдени? Значи за првата книга има коментари, значи има сретнувано, има луѓе кои што сакале се запознаат со мене, значи кои што ме тражеле, барале примероци, значи ме наоѓале на Facebook или по мејл и така, значи да, имам позитивни коментари, имам запознаени луѓе и тоа е, значи има луѓе кои што се нашле во книгата, кои што имаат изразено интерес и за разговор и за средба и така. Така се имаат секако пронајдено во оваа книга. Пред ние да продолжиме понатаму со нашиот разговор и да се посветиме на тоа за втората книга која што ќе има промоција, одиме кратко со малку музика за да се одмориме.
Се одморивме со кратка пауза, односно минути за музичка номера, тоа беше Викторија Лоба. Доколку сега ни се придружувате, ова е вториот дел од утринската програма Нов ден. Мој денешен гостин е Борис Митковски, кој што твори и пишува хаику песни, односно поезија. Споменавме за првата книга Патот, да ни кажеш кој се јавува, односно кој е рецензентот на книгата? Значи, рецензент е митрополит Методи Златанов, промотори на промоцијата Игор Здравевски и професор доктор Владимир Мартиновски. Така. Споменавме на почетокот зошто си денеска тука со нас, беше, односно е промоцијата на новата книга, меѓутоа пред да погледнеме за што конкретно ќе станува збор на промоцијата и што сеќе имаат можност да видат оние кои што се наоѓаат таму, да проследиме еден краток прилог, односно за историјата, од каде потекнува хаику поезијата и кога се појавени првите хаику збирки овде во нашата држава, во Македонија. Хаику е вид јапонска поема која обично ја пишува природата и содржи мощна емотивна перспектива. Хаикуто и неговите творци се свртени кон ситните, обичните речиси без значајни нешта, најчесто нешта кои се дел од природата. Токму поради тоа карактеристично за оваа поезија тоа што не изобилува со литературни украси, туку има многу едноставна структура. Хаику се состои од 3 стихови и 17 слогови. Во првиот стих се користат 5 слогови, во вториот 7, а во последниот исто така 5 слогови. 17 слогови на хаику песната не се стрема да го опишат неописливото, туку да го поттикнат читателот да го доживее она што го почувствувал поетот. Токму ваквата структура прилично го отежнува процесот на преведување на хаику во други јазици, но и поради самиот факт дека јапонскиот јазик во многу нешта е значително побогат од европските, особено во зборовите кои опишуваат чувства, впечатоци и атмосфера. Први хаику творби од македонски автор во печатана форма во вид на збирка се појавени во циклусот со двоен наслов Чунови хаику од Александар Поповски во 1966 година, објавени во Коча Рацин Скопје. Циклусот содржи 51 тристишја, од кои само 10 според сите хаику поетички критериуми за вистинско хаику. Тоа всушност се првите оригинални хаику на македонски јазик. Првата посебна целосна хаику збирка во македонското творештво е со наслов Врв од Христо Петрески, а е појавена во 1983 година во издание на Развиток од Битола. Ете така, тоа беше прилогот кој што ни говори повеќе за историјата, од каде потекнува хаику поезија, од кога е во Македонија. Она што имавме можност да погледнеме, Борис, се станува збор за начин на пишување кој носи наслов 575, односно слогови. Дали конкретно ти го запазуваш тој, да кажеме, принцип и на пишување и зашто станува збор? Значи, вака, во мојот стил е познат или мислам, Методи Златанов го окарактеризирува како литанија. Значи, тоа е посебен стил на хаику поезија, кој што он ги дури нарекува литани на мигот, затоа што тоа е друг стил. Али е сличен, значи малку е поразличен, али тоа се хаику литании. Така, во што се состои разликата од... Зашто се малку послободни, немат метричко или симетрично... Така да мора да се бројат 5-7-5? Да, овие се како литани. Хаику литани на мигот. Значи, во литани се гледат како преколнување или така, како миг еден објаснат во литани или така. Така, дали е тоа потешкиот или ова кој што ти го отворише полесниот? Слободен. Не само слободен, да него кога го правиш ова второто, значи мора да го склопиш. А ова кога си занесен, те носи ветрот и ти го кажуваш. Без како првата инспирација се запазува. Так. Али ако го направиме ние со втората, со мерење на слогови, ти мора да измениш. И нема првото, него е сменето. Сменето е првото и направено мора да се запаси тој стил. А овдека се слуша првото. Така се слуша она кое што го чувствуваш и она кое што послово... Во ортодоксната вистина, она што е прво е од Бога. Значи, тоа е интересно. Значи, она што е прво. Се друго што го менуваш или нешто што прво што ти текне е инспирација
од светоста, значи од светата сила и така нешто од Бога да кажеме. Значи затоа и се ги избрав литаниите. Затоа што прво да се објасни, првото да се стави, а не да го минуваш или да го ставиш во шаблон дека мора се смени за да го запази редот. За да го запази Да. редот на слогови. Спомена за Богот и за традицијата. Дали може би само заради тоа се твори и се пишува? Односно, каква се содржина може да се... Хајкото може да има секаква содржина. Мора да ги прочитате, значи. Хајкото има секаква содржина. Од обична љубовна до модерна, до класична хаику, до значи ова моментално е ортодоксната, има секаков, стварно секаков кој што и нашата македонска, например на Никола Маџиров или Владимир Матиновски е многу позната низ цел свет, преведувана и значи стварно добра хаику поезија. Затоа и кажувам дека треба да се прочита, треба да се истражува тој стил на хаику поезија, тој стайл, како да кажам. Така. 2013 ти излегува твојот првенец, да кажеме твојата прва книга. Еве 2 години правиш пауза и затоа си и денеска тука за да направиме една кратка ретроспектива за втората книга Дрво кое шепоти. Ајде да ни кажеш нешто повеќе околу содржината, она што секи има можност да го прочитаат, да сите љубители кои што ќе ја купат книгата и да споменеме значи содржината, мотивот, идејата за оваа книга. Значи дрвото кое шепоти е интересна пред се поради името дрво кое шепоти. Значи што би значило? Значи дрво кое шепоти или во еден момент од Евангелието Исус ги отвара очите на еден слепороден човек. И му става кал на очите, од плунка направен, и му вика што гледаш? И он се освестува и ги гледа луѓето како дрвја. И тоа кажува, гледам луѓето како дрвја. И после тоа уште еднаш го прави и он почнува да гледа. И тоа било најголемото чудо во Ерусалим, кое што и неговите непријатели сите го знаеле, а го знаеле човекот дека од дете е слеп. Просел затоа што не може да работи и слепе. И значи го викале кој ти го отвори очите, како може, тој значи таа е поентата. И сега се вратиме на идејата на првото нешто, што е значењето на дрвјата што ги гледа тој. И значи овдека моје едно толкување или наше едно видување, мое видување е дека дрво кое шепоти, значи шепоти молитва. Затоа што се знае дека Исус шепотел молитва Так. и мајка му шепотела молитва ностоп во храмот, значи за Богородица зборим. Ортодоксната вистина наша православна или како да кажам нашата традиција исто нас не повикува да шепотиме молитва нон-стоп. Значи тоа е исихазмот или тоа е една кратка Исусова молитва ја викаме и се шепоти нон-стоп. И тука доаѓаме до една интересна вистина во православието дека уствари се доаѓа до обожување на човекот. Значи не само што до обожување на човекот ти ја шепотиш молитвата и за ортодоксната вистина шепотењето на молитва е и на еден начин обожување. Значи се обожува мозокот, се спуштува во срцето и во еден момент ти го обожуваш твоето битие, а обожување е еднакво на богочовекот. Значи ти во еден момент можеш да чудотвориш. Так. Значи со таа молитва во тек на години, со името Исусово ти се обожуваш. Значи кога се обожуваш, значи ти можеш да ги правиш истите дела на твојот Господ или твојот Спасител, како да кажам. И сега тоа е уствари идејата на дрво кое шепоти. Значи ние треба да шепотиме молитва, али како што дрвјата даваат кислород на тварниот свет, ние со нашата молитва даваме кислород на нетварниот свет. Значи кога ти посветуваш на љубовта или занаетот на молитвата, ти уствари даваш воздух нетварен или даваш љубов. Значи секој човек кој што шепоти молитва не може, или тоа дрво кое што шепоти молитва дава секојаш убав кислород. Так. Значи тоа е како да кажам, црквата е или ортодоксните храмови или црквата е уствари шума која што дава кислород на
нашиот свет, на нетварниот свет, кој што сме ние, кои што сме повредени, скршени, значи само таков човек може да даде милостиња, може да покаже љубов, може да биде вистина во животот на секој скршен човек или на секој оној кој што има потреба од љубов или да биде љубен. Затоа што нашата ортодоксна традиција или ортодоксниот стил на живење е да даваме љубов, а не да бараме љубов. Значи ние даваме и со шепотењето, значи дрвото кое шепоти дава љубов секогаш. Тоа е уствари поентата на втората книга на овој наслов. Така. Колку време еве ако може да споменеме некој временски период работеше на оваа книга Дрво кое шепоти? Па Дрво кое шепоти кратко е пишувана, значи, али баш онака со наплив на емоции, значи вреди да се прочита и да се види. Те исполнува ли? Да. Добра е. Мислам, имам позитивна критика и мислам ќе видите секој, значи ја предложувам на секој кој што го интересира, чисто да ја види. Споменавме околу првата книга кој се јави како рецензент. Ајде да ни кажеш конкретно за сите оние кои што можеби ќе сакаат да дојдат и да присуствуваат на промоцијата, каде ќе се одржи промоцијата, која издавачка продукција стои за тоа? Значи, рецензент на првата е Отец Мето, али на втората, значи е Венко Андоновски. Значи тој ја прочита книгата и многу му се свиѓа и реши да ја рецензира и он е задоволен, значи ја гледа како многу добар ортодоксен манир или многу добро калемење на нивните традиции, нашата православна вистина да се накалеми на нив и чисто да добиеме ние нов жарни, нов стил на читање, ново нешто кое што е добро и интересно за нашата воспитување, во нашиот читачки манир, во нашето воспитување како не само воспитување него и обожение, нели, у таа смисла секој се стреми до таа мера да го достигне својот живот. Така, која издавачка куќа стои за тебе? Антолог и за првата и за втората. Значи првата со помош на Антолог, а втората е под покровителство на министерството. Така. Како е да се работи, еве, Венко Андоновски Он е значи врвен писател во Македонија, најпознат и значи он не рецензира значи хајку поезија, али овој стил реши да го рецензира, значи он рецензира романи, секој го знае стилот, значи негов и неговиот интерес, али овдека реши да ме рецензира, значи да рецензира книгата и е задоволен. Ќе прочитате, значи стварно интересен е начинот, интересен е жанрот и така. Така. Пред да следи промоцијата, за сите оние кои што можеби сакаат да дојдат и кои што се заинтересирани за ваква поезија, повели можеш нешто да ни прочиташ за да ги заинтересираме повеќе да дојдат и на промоцијата и да имаат едно вакво парче доколку се љубители на книгата. Значи вака, чека само да најдеме. Да не забораваме да споменеме и од колку песни се состои оваа книга. Втората е значи 150. И значи еве втората, значи еве вака архиепископ, Безвремен мир, Михил и јас. Ангелите пеат, сета твар се весели, а таа се спушти од височинка. Насмеаното дете, книга отвори, а јас ново пиво пијам. Пивото е како символ, има на Воскресение еден стих кога се пее ново пиво пиеме, значи ново питие, ново у таа смисла, значи риба, умносрдечна, чуда се случуваат. Секој има значи посебен стил у која смисла се усмерува мислата или просветлувањето во овие хајку. Обичен поедок, војничка нервоза, а јас пак со неја сум. Житарки, радост, постам за подобро изгреј сонце. Еве може, ако сакаш може ова да го прочитаме, значи Венко овдека се
надоврзува и вика сите негови хаику творби се всушност богојавление, мал миг во кој срцето и умот го созрцуваат Бога, стануваат свесни за поврзаноста на нештата и за оној кој ги создал. Во хаику творбите на Митковски, во навиду неповрзаните слики се бара он. Значи, Так. таа е поентата. Значи. Навистина убаво напишано за тебе, сигурно ваквите коментари ти годат, се разбира. Благодарам, да, фала. Ајде да споменеме, значи, кажавме за каде ќе содржи промоцијата, сите оние кои што се љубители на ова можат да дојдат промоцијата, ќе биде каде уште еднаш? Значи, промоцијата ќе биде во 9 часот на 20 во сабота во МКЦ. Во Скопје. Да. Така. Што изненадување е, значи ќе има и промотори, ќе има и глумци, значи кои што ќе читаат, актери и после тоа ќе има некој хепенинг, чисто нека биде скрина тајна или така нешто, да. Да остане изненадување за сите оние кои што можеби го љубат ова жанр и кои сака да дојдат. Так. Што очекуваш од оваа книга, од втората, првата поминала, можеби повеќе и неочекувано од тоа што ти си... Многу добро, значи многу подобро од која што очекува. Втората еве, значи самиот рецензент или самото име кое што се нафати да го рецензира ова кратко дело или ова дело, кажува, мислам дека кажува дека името е Венко Доноси, кој што е стварно најреномиран автор и не знам како е еден од најводечките личности во современото пишување, современиот жанр поезија, не само поезија, проза, не знам, есеи, така, мислам дека самото тоа... Самото негово име, да. Што стои, значи, и многу за тебе, да. носи се разбира и на тежината на самата книга покрај тоа што ти го пишуваш. Првата е со помош на антолог, значи издадена, втората е веќе во покровителство на Министерството, значи самото си кажува. Така, да спомена ти Министерството, дали финансиските поддржуваат? Да, целата книга е под Министерство за култура. За култура, да. Така. Пред да се одјавиме и ни остана уште малку време за разговор, да одиме кратко на уште една музичка номера. Ти си чудо, ти си вистина и да, со секој момент нова, во нова боја светот го облекуваш. Хеј, колку убав, прекрасен, животот безграничен, илјада соништа, светла на твојот пат. У твоим очима е цел свет, драга комадич раја. Док дишеш сва лепота, ко сунце сија. Живот е пун изненаđenja, dok sebe voliš tu problema nema. Samo slušaj svoje srce, ono zna šta treba. Ova je vreme, ova je tvoje vreme. Vidi ljubav, vidi sreća, pričuvaš svoja prikazna. Ova je vreme, ova je tvoje vreme. Jeden po jeden, cvetovi novi cutar. Не се предавай толкова лесно, дойде времето да си кажем честно, че сме живели до сега в лъжа. Точно ние трябва да променим всичко това. Към себе си погледни, изхвърли всички лъжливи спомени. Лошите приятели и гости неканени. Ти си самодостатъчен, светът е загадъчен. Не е нужен да си съвършен или порядъчен. Всеки прави своята приказка, не дей гледа другите. Не търси смисъл в на лошите думите. Имаш сила да обърне всичко в твоя полза. Твоята борба избърши тая сълза. С лошо нищо не става и да отмъстиш Бога да не отминава. Пътят ти в един момент се разклонява, но само трудният е той, който те спасява. Ова е време, ова е твое време. Vidi ljubav, vidi sreća, pričuvaš svoja prikazna. Ова е време, ова е твое време. Jeden po jeden, cvetovi novi cutar.
Престани да мислиш колку лошо може да ти биде. Нели виде, времето брзо ти иде. Нова страница се врти, старата одма се кине. Сите срекни, само ти не има. Ето не е пример. Во грлото грудка, од душа болна болка. Стравот во тебе те тера да чуваш бомба, а чашата е полна, со себе ти водиш војна. Годините лета, деновите неќа да пројдат. Животот е момент и од сите слики спомен. Во главата подсети се на мирисот на пролет. Надеж, љубов и среќа, слободата те чека. Верба во себе пред се и викне дека си овдека. Црстал на нозе, нека знаат кој им доаѓа и нека знаат со добро се где се проаѓа. И пак, кога мислиш дека никој не ти помага, можеш ти се, само треба да се побара. Ова е време, ова е твое време. Ова е време, ова е твое време. Еден по еден, светови нови цутат. Ова е време, ова е твое време. Види љубов, види среќа, пишуваш своја приказна. Ова е време, ова е твое време. Цветови нови цутат. Уште малку време ни остана до крајот на вториот дел од утринската програма Нов ден. Се одморивме со малку музика. Борис, уште малку време ни остана за разговори за оние кои што се љубители на вакво вид на книга да слушнат за што станува збор. Она што мене ми остави конкретно впечаток се овие знаци, доколку може да ги прикажеме, за што конкретно станува збор. Значи знаците кои што ги гледаме што наликуваат на сонце, значи Македонија е земја на сонцето, значи. Нели, не знам во дали беше во Стрезовце, во црквата има многу убаво изгравирано едно што позицува на сонце. Не знам, значи орнаментот на Македонија секогаш бил земјата на сонцето, значи. Овдека поентата е дека многу страни луѓе или многу странци ме подсетуваат или ми зборат секогаш дека нашето знаме, зашто сме го ставиле, подсеќа на нацистичкото знаме на Јапонија. Значи, и ова е една мала помош или чисто во орнаментиката дека ова стилизирано сонце е уствари звездата на Богородица. Значи, секој ја знае иконата на Богородица. И значи, ете како мала идеја дека може и тоа да се смени ако се сака. Значи дека нема ништо против дека е како стилизирано сонцето на Вергина, значи звездата од Вергина. И чисто тоа е малата символика или малата помош која што може да се направи во иднина, чисто да се знае дека не е ништо страшно. Идејата е дека може Богородица да не биде патеводителка, дека може таа звезда потсеќа и на сонцето и на љубовта, уствари звезда, секоја звезда е сонце. Во една засебна галаксија, во една засебна свет, во еден засебен живот. Уште интересно да спомне дека книгата е посветена на Свети Јован Шангајски, Сан Франциски, тој е учителот со руско потекло, од Русија дојден во, мислам, че не знам кое беше потеклото, он е гроф, Тоболски, има предавано на деца во Битола, после тоа биднал епископ на Шангај. Тој исто како неговиот чичко го задржал подвигот да не спие. Значи од љубов спрема светот, од љубовта спрема бил голем, познат чудотворец, дури помогал на наши луѓе, бил учител на архиепископот Михаил, на Бошко Бошковски, на Борис Бошковски, кој што житие може да го најдеме да се прочита, и после завршува во Сан Франциско. Значи интересно е што тој успел преку ноќ, кога не спиел, одел и по улица и кај питачите, секоја питачка или питачи, поготово при питачите, имале деца кои што за 2-3 дена умираат, значи од стуто, од сетото, и он ги купувал за една водка. Значи купи водка и овој му го даде бебето, и сите тие се згрижени во Сан Франциско. И уште толку бил просветлен што проститутките што ги фрлеле децата во Шангај и на, мислам, каде он што служел, ги фрлеле во контенери во се, и овој одел и ги зимал. Ги собирал. Да, ги собирал, и сите тие се со америчко државјанство сега, сите згрижени, сите оженети среќно и не знам како, значи, и затоа книгата он е тој што е главниот, кој што имал умна срдечна со чудотворствен дар, и значи еден како сведок на дека тоа е вистина, што го
дава и што го создаваме преку нашата православна традиција, нашата ортодоксна традиција. Значи сето она што го кажеме за дрвото кое шепоти молитва, значи дека тоа е вистина. Ете тој човек е еден пример, да, и тоа многу голем пример кој што чудотворил, спасувал деца, значи целото тело му стои во Сан Франциско, не се распаѓа, до денеска може да си иде во неговата црква која е посветена Богородица и така, значи тоа е. Така, од тоа волкав голем број на песни, може ли Борис да издвои некоја која што му е, да речеме, драга, најдрага? Чека само да видам. Повели. Само да видам, има 2-3, само да видам. И зошто баш тие се омилени и драги? Значи архиепископ Безвремен мир Михил и јас. Значи како архиепископ како чин на постари епископ, архиепископот ова е за на Свети Јован, значи дека он е бил нели со чин архиепископ. Безвремен мир, еден мир кој што го имаш секогаш ти, кој што човек кој што не може да најде мир или кој што има со себе си мир проблем, значи Михил и јас, дека архиепископот секогаш те учи да бидеш ти со Михил, архангелот. Значи кога шепотиш молитва, значи ти уствари се наоѓаш со твојот архангел кој што ти ја чува, кој што го чува мирот, љубовта, спокојот, љубовта према светот, према твоите најблиски, значи таа една која што ми дава нели за повод или за смелост или да кажам дека без шепотењето, без дрвото да расне во нас, да го и без шепотење на таа молитва немате вие врска со Михил, а немате ни безвремен мир. Значи тоа е временски мир. Се што направиме, испиеме чај, тоа значи малку се смирив, значи ама немаме безвремен мир додека не почнеме страстно да ја шепотиме молитвата или баш како него како пример кој што тој ги крепи своите деца секогаш да се во молитва, нели како подвиг во љубовта, ете он успел такви деца кои што биле осудени на смрт да ги спаси. Значи, сакам да кажам дека секој дете може да преживее. Не само дете, него секој човек, секоја несреќа може да се спречи ако ние сме дрво кое шепоти. Значи, ете, тоа кажува, тој човек да не се појавил во тој одреден момент во шај, тие деца до сега никој нема. А сега имаме, например, оно кој спаси 1000, 5000, 10.000, значи тоа е повод ние да го имаме него како пример дека може децата и ние да направиме може да се има гест, има еден свети Пајси од Света Гора, многу деца го гледале како спречува сообраќајни несреќи со помош на ова молитва. Значи, некој човек за малку детето ќе му го сгазеле и он го видел некој монах и после тоа сакал да отиде да однесе некој дар, пошто детето не загинало, значи, а цело време детето зборело, видов еден човек у црно како се моли, еден калуѓер да кажам, значи. И кога отише на Света Гора го запознал тој човекот. Значи тоа бил Свети Пајси. Значи идејата е таа дека тој со помош на таа молитва, значи не ни мора како Свети Јован да идеме и да ги просиме децата да ги плаќаме ако немаме сила, ако не можеме да се најдеме у тоа, значи може и од дома ти да помогнеш некој да се спаси. Значи тоа е поентата на дрвото кое што шепоти. Значи. Така, уште еднаш да споменеме пред да се одјавиме новата промоцијата на новата книга во Скопје на 20 во МКЦ. Да ги поканиме секако, се разбира, и оние кои што се заинтересирани за ваков вид на поезија, да дојдат на промоцијата и да си имаат едно вакво парче дома. Да. Ти благодарам уште еднаш што ова утро беше наш гостин и се надевам дека и оваа книга ќе доживее исто така голем успех како што ти доживее. Благодарам на вас на поканата, значи ако некој има нешто да праша, има мејл, мислам и тоа е до Така, ние ги повикавме сите оние кои што сакаат да дојдат, нека повелат и нека дојдат. Толку и од мене во ова издание на утринската програма. Се надевам ви бевме интересни, ви привлековме повеќе внимание за ваков вид и несекојдневна поезија, хаику поезија. Останете со нашата програма, а повторно утре се гледаме од 7 до 9 часот. Имајте убав ден.